Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание. Имам особена чест и задоволство вечерва гостин во студиото Никола Србов. Никола, добро вечер, добро дојде. Се извинувам што ти се обраќам на јавноста и се извинувам бидејќи не те персирам, бидејќи добро се знаеме. Иако одамна не си бил гостин овдека во студиово кај мене, и немам добро оправдание зошто е тоа така или не. Комунициравме во некои други телевизии и така натаму, но кој ќе се потсетам за што све разговаравме и за што беа твоите, да речам, постручни знаења и кога сум се советувал со тебе, а најчесто сум се советувал кога биле прашања по историја, ти како историчар добро ја познаваш таа материја и си помогнал многу и на мене и на јавноста да ги некои работи да ги расчистиме. Можеме да заклучиме дека 30 години ние живееме во една кармакаш, во една шкембе чорба историска, во која почна да се губи критериумот што е што. Јас се обидов во еден серијал и пред да те поканам, ти кажав кои ми беа гости и ти реков, викам, ако сакаш погледни. Целта ми е, конечно, веќе имаме и една временска дистанца после се што ни се случи. Од 90-ти, конфликтот, наваму, падот на ВМРО, овој договор, оној договор, ваков, ова, она, приспански, све и кон што се ова води. Како почеток на разговорот, бидејќи не почнуваме ништо од нова, ја малку еден вовед да ти давам една ширина, па ти ментално да знаеш каде да не водиш, со она ти што го знаеше. Една изјава која денеска на Facebook ја ставив на најавата за твоето гостување, а тоа изјавата на Димитров дека ние од 2006 година сме го немале јазикот, а они сега ни го вратиле јазик. Не можам да го разберам тој човек. Од една страна нели губиме име, добиваме некои новокомпоновани придавки, па тоа е добро, тоа е лошо, тоа е вака, тоа е онака, па јазикот сме го бетонира, а од друга страна ги слушаме бугарите што бараат, како бараат, и една навистина конфузија. Ја те молам за твое едно, стартувај од оваа изјава на Димитров, ако сакаш, едно сеопфатно, опширно размислување за се ова што ни се случува. Моето подпрашање, откако ќе ми објасниш све, ќе биде кон што ќе води се во ова. Така. Добро вечер, Јанко. Фала на поканата. Поздрав до твоите гледачи. Одамна не сум бил на некоја телевизиска емисија за да давам некакво моje мислење околу политичките состојби во државата, па и околу државата. Изјавата на Димитров ја погледнав и не знам сега за која конкретна точка зборува за 2006 година, конкретно таа година зема како една точка, дека тогаш сме го немале. Тоа треба да асоцира и на датум, ВМРО е на власт. Да, предпоставувам нешто такво. Што е всушност поентава? Кога зборува за фиром, придавката, станува збор за привремена референца. Не станува збор за уставно име на државата. Ние по устав бевме Република Македонија. Фиром или поранешна Југословенска Република Македонија беше референца. Во исто време македонскиот јазик беше признаен во Обединетите нации. Тука нема ништо некој тоа да го негира. Во тоа време беше признаен македонскиот јазик. Они сега сака тоа да го спинуваат во стилот за првпат Европската комисија издала документ во кој го спомнува македонскиот јазик. Бидејќи порано се трудеше Европската комисија да прави некои, како да кажам, некои шеми за да не го спомне директно македонскиот јазик. Но во највисокото тело, значи Обединетите нации се најголемата организација во светот. Една држава кога се формира, прво што се бори да влезе во Обединетите нации. Тоа е потврда дека она е држава. Порано кралствата, ако требале да бидат признаени круните од Ватикан или од Цариград, од Константинопол, денеска тоа се Обединетите нации. Значи вас, ако во Обединетите нации ве признаат и ве примат како држава, ви де факто сте, и де јури и де факто сте држава. Во таа организација, толку важна, нашиот јазик беше македонски јазик. И тука нема ништо, не знам по кој основ тоа го кажува министерот Димитров. Кога станува збор
знаете, тој го кажува и во контекст на Преспанскиот договор, но денеска ние се соочуваме со договорот со Бугарија. Договорот со Бугарија е толку опасен, бидејќи се засега период, историски временски период од 19 век. Кога зборувавме, кога преговаравме со грците, кога преговара Заев и Димитров, владата на Република Македонија со Грција, стануваше збор за некоја историја од античкиот период. Тука веќе станува за 19 век, кој е исклучително важен за секоја една нација во светот. Зошто? Бидејќи во 19 век се создаваат националните идентитети и националните држави. Претходно сите тие народи, народности биле дел од конгломерати, од големи империи. Нити знаеле што се, ниту како се, едноставно ја знаеле својата вероисповест и знаеле кај треба, колку треба данок да платат. Поим немале ниту чесите дека се чеси, ниту унгарците дека се унгарци, ниту французите не знам дека се французи, барем не од денешен аспект, од денешно смисла на зборот кој ти кажеш ти французин, национален идентитет, ниту германците дека се германци, таму имало милион регионални идентитети и сите тие биле во еден конгломерат од кои биле големи империи. Истото било и на Балканот. Дали во северните делови од Балканот кога навлегува Австро-Унгарската империја или на другиве делови од Балканот каде што континуирано е Османлиската империја, луѓето едноставно имале регионални идентитети и воопшто не се поистоветувале во тоа време како што денеска си поистуваме ние македонците или бугарите или србите или грците или албанците. Значи се делеле на поверска основа, имаше рисијани, наши луѓе и муслимани. Таков бил системот, милет системот бил таков. И затоа е толку опасен бугарскиот договор, а во кој контекст, пак ќе кажам тоа Димитров го кажал, дали во контекст на Преспанскиот договор, навистина не можам да тврдам. Што е прашањето и проблемот околу бугарскиот договор? Прво е проблемот зашто Социјалдемократскиот сојуз така на фанфари, да речем, го отвори ова прашање. Ние, ако се сеќаваме, ако одиме вака наназад, ќе видиме дека владата предводена од ВМРО ДПМН во 98 година потпиша некоја декларација во која За добрососедство? За добрососедство, меѓусебно разбирање, комуникација, трговска размена, културна размена со Бугарија, нешто што е нормално за секоја соседна држава, да имаш таква комуникација со својот сосед. Но ни во таа декларација воопшто не беше спомнато, ниту па се навлегуваше во историјата, не се интервенираше во историјата и во националниот идентитет на македонците или на бугарите. Таа декларација беше за соработка. Колку што јас памтам, таа декларација имаше трајност од 10 години, некоја таква комбинација беше. И во 2008 година или 2009-10 тука некаде повторно ВМРО ДПМН кога е на власт, започнуваат разговори со Бугарија, не преговори, туку разговори на основ на таа декларација за повторно меѓусебна соработка, меѓусебно разбирање, културна соработка, економска соработка и така натаму, но во тие разговори никаде не се спомнуваше интервенција во македонската историја и македонскиот идентитет или македонскиот јазик. И сега одеднаш доаѓа Зоран Заев, доаѓа Социјалдемократскиот сојуз на власт и веднаш отвара, прашањето со Грција, Преспанскиот договор, и паралелно со тоа го води некакви преговори со Република Бугарија за подпишување на договор за добрососедство. Проблемот е што воопшто се отвори прашањето на таков начин. Знаете како? Јас тоа го имам во повеќе наврати кажано и го имам пишувано. Подобро е да нема никаков договор, подобро да се остават прашањата отворени, отколку да се направи лош договор. Еклатантен пример за лош договор, бидејќи лошите договори водат кон уште поголеми судири и уште поголеми судири помеѓу два народа, две држави така натаму. Еклатантен пример за тоа ви е мировниот договор, Версајскиот мировен договор кој се потпишува по крајот на Првата светска војна. Значи што се случува со Версајскиот мировен договор? Слободно биди опширен. Да, се обидувам колку можам во тој период, значи завршува војната, Франција е на став дека треба Германија како виновник за војната да исчезне како држава. Значи
незините барања, не директно така, но незините барања кои ги поставувале оделе кон тоа да Германија воопшто не опстане како држава. Што се случува на Германија? Има, значи тоа е договор, зборам за лош договор. Има забрана за војска, има забрана за производство на било какво оружје. Има забрана да поседува тенкови, авиони, бродови, значи едноставно има само право на пиштоли, јуришни автомати. Војската ти се сведува на некои 8 до 10.000 војници, а збориме за Германија, огромна држава. Најголемите рудни наоѓалишта за јаглен, бакар и така натаму, Германија ги губи одат во Франција. 16% од територијата на Германија е надвор од новите граници кои се постигнати со Версајскиот мировен договор. И на крајот, оној правниот дел, нели, на Германија, Франција наметнува да признае дека она е единствениот виновник за Првата светска војна и за сите злодела, за целото патење што се случило во Првата светска војна и врз основа на тоа дека треба да плаќа репарации на сите. Репарациите биле толку високи што самото производство, домашно производство што го има државата, нели, не може да го исплаќа ниту година за година. И од тука носиме заклучок дека Франција едноставно не сакала Германија да постигне како држава, рачунала на тоа дека ќе се расцепка на некои мали кнежевства како што било во средниот век. Во тој период американскиот претседател Вудро Вилсон апелира до Франција да прекине со таквите барања, бидејќи гледа кон што водат барањата, бидејќи таквите барања ќе доведат до уште поголеми судири. Франција едноставно тоа го отфрла, продолжува со барањата и А во Германија се јавува силен отпор. После тоа Вудро Вилсон се повлекува, еден од најуспешните и најпаметните, да кажам, американски политичари, се повлекува и им кажува ќе видите дека ова ќе доведе до уште поголеми катастрофи и судири. 7 години после подпишувањето на договорот, нацистите во Германија, повикувајќи се на тој договор, повикувајќи се дека ќе прекинат со плаќање на репарациите, ја добиваат власта во Германија. Токму нацистите се виновни за Втората светска војна и губење на најмалку 70 милиони човечки животи во светот. Господин Србов, Гледате како лош договор. како лош договор што може да произведе на глобални рамки. Што може да произведе на глобални или регионални рамки? Значи подобро едно прашање да го ставите ви отворено, да не го решавате, отколку да подпишете лош договор, бидејќи тоа води кон поголеми катастрофи. Како историчар, се малку за ова да оставиме. Како историчар, сметате дека навистина еден таков лош договор, еден таков инат, еден таков француски национализам од осветољубивост, можеби разбирлива, гадна беше Прва светска војна. Најгадната и најкрвава робовска војна, да. Дека немањето визија. Визија, значи клучна е визија. Противникот не треба да го газиш ти до степен да тој исчезне. Не е тоа поентата во политиката и во војната. Ајде да шпекулираме. Да не беше таков договорот, мислите ли дека ќе се создадеше Хитлер и нацистичката партија? Ќе немаше простор со што да се создаде таква идеологија. Им го плеснал ли ова некој на французите вака? Не знам јас тоа сега ќе зборувам. Не, се шегувам. Претпоставувам, видете ова што го зборувам и светската наука го обработува како теза, да речеме, Така, збориме како научна теза. Да, не дека го измислувам. Апсолутно. Како научна теза, дека тој договор довел и некои викаат, има некои научници кои велат дека нема Прва, Втора светска војна, дека тоа ја прави под самата историја од денеска подоба, тука едноставно во континуитет трае војната со едно мало примирие, додека нацистите не дојдат во Германија на власт. И ова е многу добро. Сега, што е во контекст на нашиот договор? Дали македонскиот и бугарскиот народ биле некогаш меѓу себе толку многу се мразеле како што сега се мразат? Не. Значи, ние сега сме во најголемиот судир, мислам дека во Југославија толку не се мразеле. Опиши ми како ја детектираш ситуацијата, што се случува, наместо една релаксација да имаме. Кога подпишуваш договор, разбирливо дека ќе се релаксираме, ќе почне со работка, но бидејќи е лош договорот, едната и другата страна чувствува тензија, поготово македонската страна, се раѓа омраза и судир помеѓу двата народа. Во Југославија, мислам дека во Југославија кога сме биле, подобра комуникација имале македонците со бугарите, оделе на одмор во Бугарија. Нашите да ги прашаме, ќе ни кажат дека оделе, дека комуницирале.
Денеска се самите општества, значи омразата, ако некогаш била во тие националистички кругови, одредени политички кругови порадикални, денеска омразата влезе на веќе кај обичниот човек, обичниот народ. Ви доволно да ги отворите социјалните мрежи, ќе видите како обични граѓани од Бугарија и од Македонија коментираат на оваа тема. Тоа е неверојатна омраза меѓу Чиста омраза. Чиста омраза. Веќе нема дебата, некоја Не. научна теза или ова. Чиста омраза. Вие сте вие. Дури ја искрено Со највулгарно напаѓање. Со Грција немаше таков судир, можеби ја сум размислил зошто со Грција немаше таков судир, можеби заради јазичната бариера, дека не се разбираме, не знам, но немаше такви судири и такви ниски политика од страна на Грција како што гледаме во Бугарија, секојдневно излегување во медиуми со најниска и најдолна реторика од страна на нивните политичари. А ако не се лажам, и излегува некои грчки политичари кои рекоа дека Бугарија претерува во овие нивни барања. Иако тоа можеби глума, ама не знам. Колку се како садови поврзани преспанскиот и овој бугарски? Тоа е еден пакет. Тоа е всушност еден пакет. Значи, ако како што ви кажав, ако со едната држава сме преговарале за името, за античката историја и така натаму, со оваа држава сега разговараме за она суштинското, нашето постоење, 19 век, тогаш ни се создава нашиот национален идентитет. Затоа преско кажав дека тој век е многу важен за секој народ и за секоја нација. Премногу е важен. Ако ви го избришат, изменат, изобличат 19 век и преродбата, вас ви го проблематизираат денешниот национален идентитет. И тие се преспанскиот и бугарскиот договор се врзани садови. Разбирате? И денеска го слушам, тоест не денеска, пред некој време кога Грција излезе да каже, да изнесе нели тезата дека Бугарија претерува со своите барања, од кај нас властите, премиерот Заев истрча, мислам дека или кој беше некој од министрите да каже дека ете сега имаме огромен пријател во Република Грција, дека тие ќе стојат позади нас, дека ќе не помагаат и така натаму. Мислам тоа се не знаете какви да не бидам вулгарен, али неуки флоскули. Грција никогаш не би ни помогнала на нас или на Бугарија или на Албанија или на Турција или на било која држава. Грција едноставно си го гледа сопствениот интерес. И ничи понатаму. Ничи понатаму, зашто Грција има извонредно добра политика и добра дипломатија. Една од најдобрите дипломатии ги има Грција во светот, од сите држави. 150 години ме стара дипломатијата и работи како швајцарски часовник. Тука нема утка. Која е историската определба, да речеме, на Грција за наредните 30, 50 и 100 години, ако сериозни држави прават стратегии од 30 години па нагоре? Незината стратегија е да не дозволи никогаш на северната граница да има голема држава. Бидејќи утре ќе треба она да се замара со многу посилна држава од нејзе. Грција никогаш не би дозволила Бугарија да се прошири на територија на Македонија или Албанија да се прошири на територија на Македонија. Но чекај, со овој договор што добро, не потписувам. Слушам експликација. Не. Зборувам зашто таква реакција од страна на Грција против Бугарија. Ме разбирате? Пошто што е целта на Бугарија во цела оваа приказна? Никогаш Грција не би дозволила да има голема држава на својата северна граница, бидејќи ќе има многу голем проблем, ќе има проблем со поголем сосед. Она секогаш посакувала да има расцепкани држави. Сега ги имаме Албанија, Македонија, Бугарија и едино Турција што има голем и моќен сосед. Големиот проблем. А ова што Бугарија тезите на Бугарија кои ги изнесуваат незините политичари, некои кругови во јавноста, мене искрено ми личи како да посакуваат воопшто да не постојат македонци како идентитет. Сега не би сакал да кажам за некои територијални претензии, но натака ќе отиде умот на секој човек кој размислува на оваа тема, бидејќи вас ви го проблематизира вашето постоење. Тогаш, ако не постоиме, што сме и чија е оваа држава? Тоа што отвора прашањето, чија е оваа земја, кој има наследство, па вие ако не сте македонци, ако сте бугари, па логично е да бидете ваму, таа не сакам да шпекулирам, но секој добива впечаток. Србинот нема да остане на страна, албанецот уште помалку, они си имаат референдумот за Илирида и тие карти на поделба одеднаш наместо со ова, ние идеме во Европа и се забетонируваме со идентитет и со се, ние имаме сега се поголем проблем и просто неверојатно зашто збориме овдека за нови балкански војни, новите балкански поделби на Македонија. Па не им успеа до сега. Сега повторно ќе им успее.
Америка ќе го дозволи тоа? Не, тоа никогаш не би се случило, само јас кажувам кон што секој човек кој размислува на темава на крај може да му најде на мисла дека навистина ова што ја го многу ви благодарам што идете малце бара надвор од комфорната зона, нели, на размислување. Што Бугарија сака да постигне со овие договори? До сега она не беше толку алчна, имавме чувство, нели, тенкови, менкови, прво признавање дека ете идеја на затоплување. И одеднаш кога ние требаше да добиеме од нив дозвола за да можеме да започнеме разговори за Европска унија, што е за мене, како да ви кажам, имагинарна една ситуација, чекајќи го Годо, но во суштина е добро како позиција на земјата кога е веќе во НАТО, тежнееме кон тоа, еве има отворен тоа пат, па никогаш да не се случи. Дури една Турција се уште го држи отворен тој пат. Да. Не го затвора тоа прашање. Никогаш нема да го затвори, но затоа и дава многу отворени можности за други работи. И тоа е во ред. Ние треба да имаме тенденција која е Европска унија, иако нормален човек, јасно му е дека никогаш нема да влеземе. Но што со ова? Не можам да разберам, дали можам да ги барам одговорите во она 2-3 шамара и ќе прифатат дека сме македонци. Тој неодговорна мисла. Не знам, не верувам дека... Дали го видовте вие тој договор што е подпишан и што содржи во него? Па договорот е до сега многу пати расправан. Јас сум се насочил кон ова историјата, нели има предвидено комисија да расправа околу историјата. Кон тоа сум фокусиран. Другото е трговска размена, градење автопати, тоа сите сме за тоа. Што преговара историската комисија? Само околу Европската. Не, само околу Европската унија. Не да не биде тенденција, тоа мора да не биде цел која треба да одиме сите. Зошто? Значи ќе речете, ќе влеземе ние за 10 години, за 15 години во Европската унија. Самиот пат кон тежнење, кон чекорите кон Европската унија, вас се прават подобри како држава, бидејќи Европската унија бара стандардизација во државата. Значи ти бара правосудство вакво, економија такво, образование вакво, здравство вакво. Ти кога ги исполнуваш тие чекор по чекор, тебе ти се подобрува државата. Кога ќе го достигнеш нивото да бидеш вистинска држава, да речеме, ти тогаш влегуваш во Европската унија. Вака како банана држава, извинете, ама како што функционираме сега, никој не те прима никаде. Значи, овие што се други групации, нели кај нас во Македонија има луѓе кои заговараат, не знам, да одиме со вие, со ние, со некои источни блокови, некои замисли има такви. Во ред, окей, да разговараме, тамо не ти бара стандардизација, тамо само ти бара да кажеш да се законеш, да се законеш дека си со нив и готово они да ќе користат твојата територија за одредени цели, дали си ти пропагандни, воени. Во Европската унија имаш, додека чекориш кон унијата, имаш стандардизација како да го постигнеш тоа и со самото тоа ти како држава се подобруваш и самите граѓани треба да тежнат кон едно такво општество на крајот од денот. Околу комисијата со Бугарија, мојот став и тогаш и сега беше дека во ваков формат, како што сега е замислена комисијата, воопшто не требаше да започне да се формира. Пак ќе ги земам Германија и Франција за пример. Во Германија и Франција до ден денеска имате комисии кои разговараат за историја, за релаксирање на вордингот, на реториката помеѓу двете држави. Поминати се 50 години. Уште тоа трае? Уште трае. Тоа ме интересира. Знаете зашто? Пазете, тоа се десетици милиони жртви. Ја викам како го надминаа проблемот. Значи тоа е еден континуиран процес. Тоа е континуиран, тежок и долг процес. Историјата е спора работа, историјата не е брза работа. Сега ние тук имаме ситуација каде што професори, стакнати професори од филозофски професори што мене ми предавале, значи врни професори се ставени во ситуација да бидат седнати на маса под капата на политиката и политиката сега им кажува вие треба од тој до тој датум, пази, датуми ти дава, да го договорите околу оваа личност или овој настан. А да не збориме плюс за тоа дека политиката веќе однапред има определено каков треба да биде исходот, ставот и вас се пуштаат само да бидете некакво алиби научно врз која ќе помине нивниот став. А како врз што го кажувам тоа дека они имаат веќе изграден став, врз основ на тоа што и председателот Пендаровски еднаш излезе на телевизија и даде став дека па добро, Гоце Делчев вика можеби бил бугарин, ама се борел за македонска држава. Тоа кога го кажува председател на држава, веќе имаш ти влијание врз самата комисија. После искача премиерот Заев со на едно интервју, мислам, тоа ќе влезе, не знам, во
во аналите на промашените интервјуа и тези кажани во за БГНЕС интервјуто, каде што човекот си изнакажа се и се што за цела историја и личности кажа се и се што и ти од таму сфери сваќаш дека он веќе има одредено до која цел треба да стигнат тие преговори за одредени личности, настани и професорите, научниците само треба да бидат искористени како едно алиби за политиката. Тоа не оди така, тоа е злоупотреба на науката. И секој човек што разумно размислува треба да се одважи и да биде против таквото делување. Во секоја нормална држава науката и дава материјал на политиката, која политиката подоцна го имплементира и го спроведува. Кај нас е обратно, за жал. Политиката замислува некои идеи, а науката треба да ги подкрепи да биде само некакво алиби. Историјата е спора наука, треба многу време, треба многу докази и тој е еден доказ за кој ќе се најде сега, знаеш, кој ќе кажете некаде ќе се ископа некој доказ и луѓе мислат дека бум, цел свет ќе се измени нешто. Тој доказ подоцна треба да се стави во контекст на одредено прашање или од одреден настан и истиот да се тумачи. И са што кажува бугарската страна? Вика да разговараме, вика, на база на историските факти. Знаете што се факти? Гоце Делчев е роден тој и тој датум во тоа и тоа село. Даме Груев е роден тој и тој датум во тоа и тоа село. Илинденското восстание избило, се кренало на тој и тој датум, на тие. Тоа е фактографија, тоа се факти. Историчарот не е тука за да ги раскажува фактите. Историчарот е тука за да ги тумачи фактите. А зошто на Бугарија одговара да вади таа теза да разговараме на факти? Зошто во некој од 80, 90, 100 писма Гоце Делчев или некој друг револуционер пишал бугари. И они тоа сакаат да го земат како гол факт, без да има тумачење зошто тоа го кажал, во кој контекст го кажал, која била причината и тогашното општество за тоа да го каже. И они викаат, ете, тоа е факт, така се пишал тамо, тој револуционер. Тоа најчесто го влијаеше Љупчо Ѓоргиевски, ако не се лажам. Тоа не го протежираше. Тоа не е историја. Извинете, тоа не е историја. Не е историја ние сега да извадиме тука и да прочитаме датите што кога се случило. Тоа е фактографија. Нас се треба тумачење на тие факти. Ни треба меѓусебно поврзување, ни треба причинско-последични врски. Ме разбирате? Значи, историчарот кога тоа сега и со ова што Министерката за образование сака да ги спои хуманистички науки, историјата е хуманистичка наука, со општествени науки, па тамо се случуваат циркузи. Точно дека историјата користи, еден историчар користи и општествени науки, хуманистички науки, кога нешто истражува. Мора да има познавање и од право, и од економија, и од социјални политики, и така натаму, од секојдневно, и од култура, и од религија, ако сакаш. Мораш да имаш познавање ако сакаш нешто да истражуваш. Да го разбереш контекстот. Да го разбереш контекстот. Додека обичните граѓани кои не се историчари, они се тие што ја интерпретираат таа историја базирана на факти. Ти како обичен граѓани знаеш дека Илинденското восстание се кренало на 2 август. Ти немаш потреба да знаеш кој бил контекстот на кревање на Илинденското восстание, кои биле причините регионални па и европски, кои биле последиците од Илинденското восстание и какви импликации имале тие врз населението, врз регионот и врз Европа. Ти едноставно историјата гледаш како датум и како еден таймлайн. А историчарот мора сето тоа да го стави во контекст и да ги поврзе тие нешта. Тоа се причинско-последични врски. Вчера имав или завчера кога напишав еден статус на Facebook и тамо веќе намалив со често пишување, поретко пишувам по нешто за Стана тоа. тривијален Facebook веќе и место каде што единствено екзистираат и тоа добро екзистираат и стануваат оние популисти со извртување, со лични дисквалификации, така што веќе валидност малце остана. Беше на почетокот интересен како, нели, како помагање news agency ово она. Нова алатка нормално да после шарената револуција тоа е веќе вулгарно стана. Вулгарно е тоа тамо се. И баш напишав еден статус, сега малце избегав од темава, можеби, ама пак е во контекст на ова. Добро. Како ние ги поврзуваме случувањето од Европа, од регионот со Македонија. Поентата во статусот ми беше дека Македонската револуционерна организација била инспирирана во еден дел од Француската револуција. Бидејќи Француската револуција е една од најголемите случаи
на тлото на Европа, па ако сакате западниот свет поготово, па и целиот свет, бидејќи со француската револуција започна создавањето на националните држави и тогаш тие народи кои преска ви ги кажувам биле во големи империи, тогаш започнуваат да се осознаваат, да копаат својата историја и да го сваат, да го градат својот национален идентитет. Значи, и затоа е битна француската револуција. Француска. Ако француската револуција во првата деценија имала влијание врз своите околни земји, да започнат повторно да се создаваат национални држави и национални идентитети, со оглед на тогашните прилики и протокот на информации и идеи на Балканот, тоа доаѓа подоцна. Тоа доаѓа веќе кон крајот на првата половина од 19-тиот век, или да речеме првата половина од 19-тиот век, кога во Србија, Македонија, Грција, Бугарија започнува да се одвива таа преродба. Еден пријател добронамерно ми пиша дека сум пропуштил да кажам дека Македонската револуционерна организација била инспирирана од Берлинскиот конгрес, односно од точката 23 на Берлинскиот конгрес, што секако е точно. Но која година е Берлинскиот конгрес? 1878 година. Ќе го кажам тоа. Поентата на тоа што го напишав ми беше како денеска, значи онака логицирав, не зборував за историја, не онака, туку чисто логицирав како обичен граѓанин, кој ќе ви кажат дека Македонската револуционерна организација, Македонската револуционерна борба всушност била бугарска борба, кои се нивните докази за тоа што го тврдат, пони ви викаат македонците, вика најмногу вика комуницирале вика со Бугарија, престојувале во тој период илинденците во Бугарија, таму издавале весници, нели лозарите, лоза, таму почнува ВМРО да се создават лозарите, они издаваат весник во Софија, во кој пишуваат за македонската револуција и за создавање на македонска држава. Добра, ако одиме по таа таква проста логика која не ја пласираат од бугарска страна, тогаш Левски, Ботев, кај делувале? Левски заминува во Србија, се приклучува на така наречената втора бугарска легија и од таму започнува, од Србија, замислете, бугар од Србија започнува да ги организира мрежите, местните комитети низ цела Бугарија. Тоа му било уточиште, центарот му била Србија. Ботев прво се школува во Одеса во Русија, подоцна се преселува во Романија, таму печати весник во Романија, кој се занимава со бугарската револуционерна борба, како што нели нашиве печателе во Софија лозарите, и од таму започнува да ја гради тој мрежата, всушност да се вклучи во таа веќе изградена мрежа од страна на Левски, бидејќи имало средба помеѓу Левски и Ботев во Букуреш, што е првата средба, тие се иначе двајцата најголеми великани во бугарската историја, како кај нашо се Гоце Делчев и Даме Груев на пример. Ботев подоцна создава чета од 200 бугари на романска територија и од романска територија навлегува во Бугарија. И Левски и Ботев били инспирирани од српските востанија против турци. Србите биле инспирирани од некој пред нив, од грците. Грците били инспирирани од романтизмот што се случил во Европа. И ние сме били инспирирани од бугарската револуција. Значи тоа не значи дека таа е бугарска, не значи дека бугарската е српска, не значи дека српската е грчка или грчката е не знам на некој од Западна Европа. Француска да речеме. Таму е романтизмот најсилен, нели? И не можете, ќе кажам, по таа логика би испаднало дека бугарската револуција е всушност српска револуција, тоа се фактите, тоа е логиката по која нас бугарите ни кажуваат дека македонската револуционерна борба е всушност бугарска борба. Ова е чисто само логицирање, логика, нема потреба од ништо повеќе филозофирање. Македонските револуционерни дејци, како што кажав претходно, како и целиот Балкан били инспирирани од француската револуција и создавање на македонски национален идентитет и создавање на македонска држава. Но најдиректно биле инспирирани од Берлинскиот конгрес, кој се случува во 1878 година, со кој се става крај на источната, така наречената источна криза, тоа е всушност руско-турска војна. До руско-турската војна доаѓа после априлското востание во Бугарија, тоа се Ботев и Левски, кој е крваво задушено во 1876 година. Бугарија крвавото задушување на востанието го зема како причина, како оправдување зошто би влегла во војна со Турција, со Османлиската империја,
со тоа дека ќе ги штити христијаните на Балканот. Сите големи сили во тој период имале став дека мора да започнат реформи во империјата и на народностите како бугари, македонци и останати што останале во тој момент во империјата, им се даде некаков степен на децентрализација и самоуправување во некои одредени сегменти од општеството, со тоа што Русија оди чекор понатаму, она војнички интервенира, ја истиснува Османлиската империја до Босфорот, речиси стигнува, и ги целиот Балкан малтене османлите ги стиснуваат целиот Балкан. Тогаш се случува Сан-Стефанскиот мировен договор, кој не е легитимен договор, кој никогаш правно меѓународно не заживеал. Не е верификуван. Па не. Тој е договор помеѓу Русија и Турција која во тој момент била скршена, до Босфор им стигнале рускиве војски. Ќе потпишеш што год да ти стават на маса, само да не ти влезат во Истанбул, се лака да вулгаризира малце, нели? Големите сили кога гледаат, значи Франција, Германија, Британија, кога гледаат дека Русија прави огромен свој сателит на Балканот, бидејќи тоа би бил огромен руски сателит, огромна територија на Балканот, го свикуваат Берлинскиот конгрес и тука се санкционираат одлуките од Сан-Стефанскиот мировен договор. И сега во на Берлинскиот конгрес, во Берлинскиот договор се носи одлуките се дека се создава кнежевство Бугарија, тоа е на вака денешна Бугарија кој пресечата точно на пола, северниот дел, таму се создава кнежеството, долниот дел е источна Румелија која добива некаков вид на децентрализација, некаков мал вид на автономија, а Македонија се враќа исто како источна Румелија во османлиските граници, но со насока или задолжение од големите сили да се спроведат реформи за да може местното население, македонците, да започнат да учествуваат во институциите. Повтори. За Македонија на Берлинскиот конгрес се носи заклучок дека треба империјата да воведе реформи според кои македонското население ќе може да учествува во институциите на државата. Како македонци спомнати? Или како бугари? Не, тогаш што се бара? Или христијаните. Христијаните. Добро? Христијаните да можат да учествуваат во системот, во институциите на државата. Македонските дејци, тоа има правниот основ. Знаеш, вие кога се фаќате за пушка и тргнувате да креате восстание против една легитимна држава, тоа што сме лите Македонија легитимно ја држат. Осетите што ние емоционално кога збориме вака било така, они легитимно имале освоена оваа територија и цел Балкан и ја држале. Кога вие земате пушка во рака и тргнувате да се борите против една легитимна власт, мора да имате и како добар договор, добра подкрепа правна за на која се повикувате. Точката од Берлинскиот конгрес со која се бара децентрализација и еден вид на автономија во Македонија на Берлинскиот конгрес е правниот темел на македонската револуционерна организација, поривот заради која она се формира и своето делување го оправдува врз основната точка. И така можеме да кажеме, покрај тоа дека се повикуваат биле инспирирани од Француската револуција, да, точно е биле инспирирани и од Берлинскиот конгрес и од одлуките кои се донесени на Берлинскиот конгрес, бидејќи во тоа време имало нешто, да речеме, позитивно и за населението во Македонија, односно за македонците. Точно е дека населението во Македонија по составувањето на Берлинскиот конгрес и откако се разбрало дека ние треба повторно да се вратиме во рамките на Османлиската империја, да е начин протестирало. Тоа денеска бугарите ви го кажуваат, вика, бугарите вика тогаш сакале со Бугарија, затоа вика протестирале, вика не сакале со османлите, сакале во Сан-Стефанска Бугарија. Ама кога земете подлабоко да го размислите вие, кога имате една држава која владее со вас 5 векови, така, и вие се посеќате нешто као тотално, поготово последниот век што Османлиската империја е толку децентрализирана, толку е корумпирана. Сите несреќи кои викаме за пусто турско всушност однесуваат на последните 80 до 90 години од владењето на империјата. Претходно воопшто не било пусто турско кој што го учевме во Југославија. Последните 80 до 90 години кога завладела корупцијата и теророт и самоволијата на паши бегови, тогаш е тоа црн период од Османлиската империја.
кога вие разбирате дека повторно ве враќаат во рамките на таа империја, која ве држала 5 века под робство, да кажеме, или администрирање, нормално дека ќе се буните. Вие сакате во било која друга држава и со Србија да ни дале тогаш да одиме, ние ќе сме сакале да одиме само да Не биде да со да не биде со ви, да се измени, да се промени нешто во ова општество. На крајот на криштата одиш со христијани и со луѓе со кои се разбираш. Со србите, со бугарите, словенско население, сродни јазици, се разбираме. Со грците, со албанците не било таков случајот. Извини. Не, нема проблем. Немам подпрашања, само Немаш подпрашања, само да терам како Да. Добро. Сега ќе искочи дека прераскажувам историја, а не може, верувај на Господине Србов, телевизиска емисија не може историја да се раскаже, треба многу простор. Мора за да Не, ни не, не, стане не. јасно. Ама те многу Затоа што мораме да дојдеме. Што сака Бугарија да постигне со се во ова? И што ако не постигне? Што ако постигне? Што ако не постигне? Рековте лошиот договор ме наежи на почеток до каков конфликт може да доведе до раѓање на, не знам, змиско јајце, полегнување. Па така е, секој народ Но кога што сака Бугарија во суштина да постигне? Зошто толку инсистира? Зошто и е толку како од животно прашање за тоа да натера дека македонците се бугари? Ако денеска Бугарија признае дека македонците се македонци, тогаш ќе има проблем во своето општество. Како? Дека 2 милиона народ таму се со потекло од Македонија. Што прави тогаш Бугарија? Што ќе направи тогаш Бугарија? И сега стајте се на нивно место, нивна кожа. Вика, ние ги признаеме денеска македонција, што ќе правиме со овие 2 милиона, значи тоа се потомци генерации уште од бежанци, таму све што било протерувано од Македонија, до балканските војни, не знам таму кои Што ќе им се случи? се бегало за Бугарија. Добро, што ќе им се случи? Тие 2 милиона народ може да се поистоветат со овој дека што ќе го признаат македонскиот во Република Македонија. Има некои споредби, не ли може да се спореди ова со Германија и Австрија? Иста култура, исти јазик. Па да, они сакаат таа теза да ја возат. Они викаат, па ние сме како Германија и Австрија, две Не, држави. јас се слагам со Вие тоа. признаваме вашата вика денешната реалност, со тоа што ние сме исти народ. Така е, и јас се слагам Еден народ во две држави. Да, и јас се слагам. Со што? Дека бугарите се македонци. Не дека бугарите се македонци, имаат огромен број на население. Што им е проблем ако бугарите се идентификуваат со македонци и дозволат македонците да се идентификуваат? Како нив ќе им ја наруши државата? Ете, 2 милиона македонци. И што ќе им прават? Па се ќе ме натераш Анко премногу да шпекулираш. Да шпекулирам. Знам, Значи, како премногу историчар и како ќе отидам научник е неблагодарно. Ќе одам во шпекулации. Неблагодарно, но верувај мене како водител, ја после вака неколку ваши колеги се обидувам да извлечам кон што се во ова ќе води. Знаеш, сакам да ги видам сите страни. Еве, например, многу ќе ми зуи и веројатно во некое наредно интервју на некој твој колега или политичар или историчар или па твое, пак ќе го почнеме можеби од тоа како заврши Германија фашистичка раѓањето и воскреснувањето и воздигнувањето на Хитлер и кој беше поводот за тоа. Па не дај Боже да полуде, затоа што, пази, македонцето, нели она, кубурот, чувај го мирно, кротко. Мислам дека кога ќе еден народ кога ќе го нагазиш до тој степен како што бил Значи нагазен, ние не сме нагазени уште. Очигледно дека инстинктивно чувствуваме дека уште имаме моќ, темел. Крај било не да Боже да дојде до такво Не нешто. дај Јас Боже. само еден пример, една компарација Ама дав за чекај, договор. во Грција видовме раѓање на една златна зора. 10 години, 15 им требаше Имено. да ја забранат. Грција, Европска унија да ја забранат. Да ја забранат. Мислам, не знаеш овдека каде што стварно веќе разноразни струи се, кон што све може да произведе, не знам. Мислам, ги видовме во Солун атентаторите што правеа, нели? Тоа беше терор, тоа беше дел од нашата борба. Не е непознато дека нема да се дигне 2 милиони народ, македонци никогаш не се дигнале на револуција. Па и за време на Елинското востанје не се кренало обично народ. Никогаш не се крена, но поединци ги правеле промените. Секогаш кај сите народи е така, Јанко, не е само кај нас. Кај сите народи, поединци, не поединци, туку одреден
дел на населението, тоа како да кажеме процент, 1% на населението ги прави револуциите. Не може цел народ да учествува. Така било и во Македонија и со македонците. Господин Србов, 1% ја кренало востанието. Да. бидејќи го, ај ве молам уште малце, не, слободно одбите ме, ако сака. Што ако не им успе овој проект на Бугарија да ја натера Македонија да признае дека сме бугари? Како се решава овој проблем? Како се прави тој Како се решава овој проблем? баланс? Значи, Ти дали треба да го барам одговорот кај што рече подобро не го решавај, остај го, да. одошто лошо да го решиш? Да, или решавај го на долги стази. Преска реков дека сум против создавањето на комисијата во таков со таков концепт како што беше. Значи имаш временски рамки стајано од страна на политиката. Но требаше да се создаде таква комисија, да, точно е, да се остави простор со години да преговараат, а во меѓувреме Македонија да си ги започне преговорите со Европската унија и да си тече процесот. Верувајте, кога ќе започнеме ние процес за влез во Европската унија, сите оние пресако ви кажав реформи кои ќе се случат во општеството, кои ќе се стабилизира самото општество, кои ќе започнат, како да кажам, помирни, поблиски вибрации помеѓу двата народи, тогаш и на самата комисија ќе биде многу полесно да преговара во помирни води, ќе преговара околу историските прашања. Дали Остајте и период од 10 години. Ако ние не влеземе во Европска унија за 10 години, така? Добро. Сите се сложуваме за тоа. Тоа ни го кажуваат и од Европа, дека минимум 10 години не чекаат преговори. Остајте комисијата 10 години да преговара. Тогаш ќе бидат попомирени општествата. Сега се вака милитаризирани самите општества. Како вие ќе седнате во комисија да преговарате кога таа страна имате вординг што повикува малтене на војна, тебе ти вика дека не постоиш. Ти негира постоењето, ти негира територија, ти негира историја, свети негира. Што конкретно мислиш дека би можело да им предизвика проблем ако Па не. меѓународен притисок ја примора Бугарија да ја признае реалноста на Македонија? Велиш 2 милиона луѓе кои ќе се идентификуваат. Тоа го кажувам како теза дека би можело. Реално ништо нема да им предизвика Нели? проблем. Ништо нема да има загуба ако они признаат. Нити ќе им се распадне бугарската држава. Апсолутно. Они ќе си продолжат, дури ќе добијат еден сосед плюс, што ќе им биде, да кажеме, братски народ, близок народ. Мислам дека просто има една љубомора кај нив, зашто ние имаме таа близина со србите, ја стекнавме, заслужено или незаслужено. На страна од политиките, ништо лошо не гледам што добро комуницираат македонскиот и српскиот народ. Што со Било кој лична народ и карта да- патуваат едни и други. Ја немам така проблем ни со Албанија да биде, ни со Грција да биде, ни со Апсолутно. Бугарија. Апсолутно. И ја би сакал да видам едно братство единство, автопат од Скопје до Софија и железничка линија, но ништо од тоа не гледаме. Како мислат тоа да го постигнат, а да не вашиот претходен соговорник велеше дека на бугарите не им одговара до толку да се отворат спрема Македонија, бидејќи не е Македонија крива што немаме ние железница, од тие стално го обвинувам Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, па и Никола Груевски, зашто не ги направивме тие клучни патишта исток-запад кои нели во оваа раскрстница ни се битни. Тоа ќе значеше за пол сат да си во Софија. Тоа е сосема поинакво, мислам, Така. перцепција, поимање на комуникација, размена на добра. Но токму тој страв од таа идентификација на брендот македонец да си, јас само не можам да сватам што еве и да победиме. Ама не го гледај како победа. Не го гледај. Еве да останеме дека сме ние. Да остане Како реалноста. тоа може нив да им ја наруши државата, постоењето, концептот и суштината на бугарската држава. На крајот на краиштата, нели, администрацијата си има бугарски народ, некои ќе се идентификуваат како македонци и ќе живеат у бугарска држава. Што е тоа страшно? Пак се тоа нивни луѓе, пак се тоа граѓани на Бугарија. Па 500.000 ги имаме со пасоши. Да, ја гледав емисијата, гостинот имаше многу интересни тези. Имаше ли утки?
Не знам, мислам Па прашам. нема се да го оценувам, мислам дека они и дали додипломски или постдипломски има историја, мислам Не, дека мислам студирано. да има некој Значи, тој пошто ја тоа не нема можам, јас. али вие ако Ali имате... имаше многу интересни тези околу македонизмот и видовите на македонизмот. Тоа е насока во која јас Не навлегувам. Добро. не навлегувам Во ред. во таа насока, а на вистина бугарите немаат што да изгубат. Само можат да добијат. Ќе добијат Нели? уште еден сосед благонаклонет кон нив. Нели? Они викаат сега србите зашо сега нешто ќе било со српскиот јазик изучување, па во договорот бараат повеќе да имало влијание Бугарија во Македонија. Па нека имаат, да имало нека телевизија. дојдат, нека отворат телевизија. Ама кој им брани? Нека, Знаете, кој им брани? српската пропаганда е најмоќна на Балканот. Океј. Значи ти у Софија денеска отиди, Цеца ќе ја чуеш. Абе, Ајде, да у не ти Косово, у Косово Цеца ја слушаат. У Албанија. Каква цеца? Лепа Брена со хеликоптер им слетува на Левски стадионот 87 година, стадионот никогаш по-полн не им бил. Значи србите целиот имаат тој фолклор што им постои, им почна од Лепа Брена. Така Мислам, е. нонсенс е. Народиве многу се мирисаат меѓу себе. Политиката е многу Политиката. Ја гостин имав еден, Тито мојот последен херој. Зоран Спасов Дзов. И си го слави, човекот е титоист до коска. Океј. Али знаеш што ми вика во емисија? И ми вика, многу ми е глупо што го бришеме од учебници. Факт е историски. Не го бришеме. А вика, заради ова причава со Бугарија, па ја вика ќе ти кажам, еве, ја како најпросрпски, нема помил, подраг народ, вика, да идам у Бугарија, вика, не се осеќам. И ја навистина сум го почувствувал. Кога нема политика, ја мислам Во Бугарија? Во Бугарија како да не сум избегол од Македонија. Да, и јас. Ја им викам, Јас сум имал такво искуство. значи Значи прекрасно сум поминувал со тие луѓе таму. Значи не е ова интенција, значи у ген го немаме ние едни против други. Ние имаме малце заради Тито ово напнатост, верувам сега и се согласувам со те дека никогаш антагонизмот помеѓу македонскиот и бугарскиот народ не бил поголем, а понебулозен не може да биде. Понебулозен не може да биде. Македонците во овој момент се чувствуваат загрозени. И што очекува човек кога се чувствува дека ти му го загрозуваш идентитет? Постоењето, тоа е постоењето, му го загружуваш постоењето. Како го прежвакавме тогаш додавката на името Северна? Северно македонци и ово она. Јас не сум ја прежвакал. Не. Па општествено некако дали сметаш дека Преспанскиот договор и почнувам јако Васко Ефтов. Не дај Боже попус краја, не го поштувам човекот, ама не сум од тие. Ја обично сакам да натерам соговорникот поише да збори. Дали Преспанскиот договор може како лош договор, да го сметате како лош договор, и тој да предизвика на подолги патеки други тензии? Дали сметаш дека после Преспанскиот има некоја релаксација помеѓу Македонија и Грција, македонците и грците или две општества? Преспанскиот договор не знам кој го стокнил, но нема таков ефект. Тој е тамо напишан до последно, иако целосно не се согласувам. Мислиш даден име вака подпишете? Така личи таков договор. Не знаат ни у Грција, наши уште помалку да напишат. Ја бар така мислам. Тој договор не може да предизвика таков судир. Ќе се повторам по кој знае кој пат, бидејќи не разговараме за 19-тиот век кој е најбитен во целава работа. Таму зборуваме за античка историја, из името Македонија се бориме за брендот Македонија. Преспанскиот договор, според моје длабоко убедување, за 10 години, значи од сега, да почнат после 10 години, ќе може едно по едно во Македонија да се чисти, да се анулира за внатрешна употреба. Кога се ќе се стабилизира, барем за внатрешна употреба да не биде користена таа додавка на името. Тоа е вака мојот став. И секој политичар кој кажува дека утре ќе дошол на власт и вака ќе го искинал договорот, ќе го прешкапал, ќе направил, лаже. Зошто лаже? Налага, тоа е некој, не можам да го сватам тој популизам. Зошто мислиш дека не може тоа да го направи? Ама не можеш да го направиш тоа туку така политички не е изводливо да го направиш. Ти можеш да земеш еден примерок и да го искинеш на плоштад. Политички не е изводливо, ќе треба тоа во меѓународната политика да го внесеш. Укинувањето на договорот нема да ти помине. Тамо не се само Бугарија, Македонија и Грција подпишани. Тамо има и гаранти. Како манифест која го искина Букурешкиот договор и го запалија на плоштад, па тоа беше само чин, ама суштински. Да, ама ти ништо не можеш да направиш суштински да го промениш.
Секој политичар кој тоа го тврди дека утре ќе дојде и дека ќе го избришал, лаже. Дали Лаже. преспанскиот... Тоа е тој вординг на кој Хитлер ги добивал своите гласови, кога ќе дојдам ќе направам ова и стана тоа што се случи. Значи не можеш нешто што не е остварливо ти да го радикализираш така народот до тој степен. Но сметаш дека со време тоа може Со да време избледи? апсолутно може да се анулира. Такви радикални И струи воопшто- во Грција можат Не, исто не, и они да воопшто спаснат? нема да ги интересира. Кога ќе се интегрира Македонија целосно Европска унија? во Европска унија, воопшто нема да интересира. И знаете што, Јанко, ке нас сега знаеш ние како генерација, јас сакам уште утре да сме во Европска унија. Знаете што се 10 години во историска дистанца? Секунда. 50 години, 100 се минута. Ништо не ти менува. Ние како генерација сакаме во нашата генерација да доживееме сега, утре да почне развој, напредок, влез во Европската унија. За 10 години ние ако се интегрираме, Затоа зема македонецот, зема бугарски пасош, за да малце поживее. апсолутно, но затоа Малце да поживее. затоа ви велам дека тоа понатаму ќе може да се, јас мислам дека ќе може да се анулира. Ајде да направиме кратка пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Добре. Во цела оваа приказна се вклучува и дневната политика и колку овие проблеми сега што ги имаме, бидејќи гледам дека Зоран Заев прави буквално све, значи се прифаќа затоа што мислам дека неговата визија, ако ја има некаква, е дека по било која цена единствен спас за опстанок на Македонија е НАТО и ЕУ. НАТО го постигна со тоа што прифати таа придавка, северна да не се налепи, да се откажеме од нашата античка историја, а сега со бугарите и она, ајде да кажеме, infamous интервју, каде што после тој интервју излезе и Бранко Црвенковски Да. со силна осуда, што така еден турмоил направи во целата работа, иако сега во моментов е малце испластата целата работа, но дека Македонија по било која цена треба скоро се да прифати за да влеземе во Европска унија. Секако излезе и рече јазикот, идентитетот не доаѓаат во предвид и така натаму. Даде некои сега такви изјави дека нема да преговараме, ако подобро да не влеземе во Европска унија, ако треба од тоа да се откажеме. И сега овие негови преврати, бидејќи се ова он го иницираше, ова е негова агенда која требаше да биде проевропска агенда за Македонија да напредува. Одеднаш мислите он дека ретерира, мислите дека притисокот во партијата е поинаков сега со јавувањето на Црвенковски или Црвенковски е веќе потрошена фигура. Малце не знам како ги согледувате овие работи во врска со делувањето на Заев, партијата и внатрешните Првенствено ставот дека Македонија, патот на Македонија е во НАТО и во ЕУ, го делам јас. Тоа е значи патот по кој Македонија го треба да годи. Така сме позиционирани ние како држава, така и сме создадени како држава. Многу малце кај нас граѓаните знаат дека Соединетите Американски држави се најголема заслуга за создавањето всушност на денешната Република Македонија. Но не се согласувам дека тоа треба да е по секоја цена. Тоа е клучната разлика. А од друга страна, кога вели дека нема да преговара, тоа истото го зборуваш и пред потпишувањето на Преспанскиот договор, па се колнеше во деца, во жици, во ова, во она, се виде дека човекот све за тоа што велеше дека нема да го направи, всушност го направи. Така да довербата од моја страна, како граѓани на Република Македонија, е на минимум спрема тоа што го говори Заев. Единствен спас, ако он решил да оди целосно до крај во преговорите со Бугарија, ако не стави точка утре и ако сака да тера до крај работава, единствен спас е Европската унија, одредени држави од Европската унија, пред се мислам на Германија и Соединетите Американски држави, да извршат некаков притисок врз Република Бугарија и на тој начин да
спласне работата, бидејќи видите Република Бугарија не е играч како Грција. Бугарија нема таа дипломатија како што има Грција и таа моќ. Грција е на многу подруга приказна. Спомнав и Прески има 150 години дипломатија и помеѓу израелското, да кажеме, и уште неколку лоби, светски лоби во светот, грчкото е меѓу најаките. Бугарија нема таа моќ, ја нема ни регионалната моќ Бугарија. И мислам дека со притисок од поедини големи држави, дека Бугарија ќе се повлече. А ова што сега Бугарија го игра како политика спрема Македонија и како тоа све после се подоцна се имплицира врз регионот и врз Балканот е продолжение на политиката на Сталин. Бугарија била е и ќе биде сателит држава на Сталин и на Русија. На Сталин умрене човекот на Руската Федерација. До ден денешен незината политика и незините цели ги турка на Балканот. Можеме да ги видиме денеска во бугарското општество, ако пратите некои политичари, како тие тоа брутално пцујат против се што е руско, брутално се спротивставуваат, но фактот е дека целата политика е диктирана по руски ноти во Бугарија. Тито Петковски. Маргинална фигура во нашава политичка сцена, но сепак човекот кој и артикулира на некој начин и преку неговите изјави власта. Века, Германија направи диверзија на преговарачкиот процес на Македонија со Европската Унија. Имено, пречутувањето на на Германија за ова Бугарија што го прави, бидејќи едно време малку и наслутивме. Меркел доаѓаше да не убеди подпишете преспански Европа, медот и млекото, шлеперите само што не стигнале. Кога дојде, мислевме дека помал проблем ќе биде и јас се согласувам дека помал играч е Бугарија, дека полесно може да падне под притисок. Па испадна дека Грција падна полесно под притисок, а Бугарија не може да се реши. Но тоа предизвика големи сомнежи, па дури и директни обвинувања дека Германија и тоа како е заслужна за сево ова, а како што Тито Петковски вака го дефинира со неговиот капацитет, дека направила диверзија на преговарачкиот процес на Македонија со Европската Унија. Поточно Македонија не може да отпочне преговори, не може да добие датум заради Бугарија. Дали Германија може да изврши притисок? Апсолутно дека може. Може и тука зборуваме за Соединетите Американски држави да не ги заборавиме. Они ќе имаат сега како што вела дека Западниот Балкан им е ставен во агенда во интерес. Сега што е наша, ја ги кажувам само опциите. Нашите опции Бунтер вика дека за наредните 2 месеци американците ќе истрчаат на терен за ова прашање. Се надеваме дека ќе биде така. Дека ќе биде притисната Бугарија, се надеваме. Ја ги кажувам опциите кои ни се можни. Или да ги прекинеме веднаш преговорите и да започнеме наново на некои други правила на игра. Значи не треба ние да прекинеме контакт со Бугарија, да започнеме наново, или некој од големите сили да изврши притисок врз Бугарија. Тоа не се нас опциите за да биде успешна приказната на крајот на краиштата. Во таа успешна приказна наводно се сведува сега целава работа, иако цел свет заради пандемијата ги откажа сите пописи, барем 15, барем прочитав, пописи се низ светов откажани, кои државите редовно го прават, ние тоа крајно нередовно го правиме. Ние инсистираме сега да идеме со пописот. Што е проблемот со пописот и кои се клучните поенти кои опозицијата ги потенцира, што е проблемот со пописот во овој момент? Значи, целата постапка околу операцијата попис, ке народот веќе има влеано огромна недоверба. Значи, самата постапка сега што и да направат сами Социјалдемократскиот сојуз, значи велам сами, веќе има преголема недоверба. Со самото тоа што излегува некои политичари, мислам дека од ДУИ конкретно беа, од албанските политички партии, кои рекоа дека нема да биде процентот да го кажа. Во кој вели ако не сме вика над 25% вика, ние нема да го признаеме пописот. Па другиот ако не сме над 30%, какво е тоа? И третиот кој рече не се секирајте, ние сме 25%. Као да е договорено, така. Као да знае. Као да знае, као да е договорено. Зошто тогаш попис правиме? Зато има недоверба во целиот процес, именно тоа го кажувам. Значи, вас кога политичар ви излегува и ви вели не го признам пописот ако ние сме по 25%, тоа е нормално кај граѓаните да има голема недоверба. Од друга страна, што прави опозицијата?
Сега гледам дека ќе собираат потписи со кои ќе се обидат да го урнат постоечкиот закон за попис. Темата бојкот на пописот се отвори. Искрено да ви кажам, јас не сум за политика на бојкот. Значи, Добро. бојкот не е политика. Бојкот е бегање од политика. Ако сакаш да водиш политика, мораш да играш. Темата бојкот можеше да се искористи во пописот за да ги натераш противниците, во случајот владава, да седне заеднички на заедничка маса и да се испреговараат правилата по кои ќе се врши целиот попис. Разбирам. Ако не се искористи темата бојкот како такво оружје, да речеме, за да ги натераш властите да седнат на иста маса, тогаш треба да ги преземеш сите можни законски средства за да интервенираш во законот за попис и правилата на кои ќе бидат попишувани граѓаните на државата. Опозицијата сега собира 100.000 потписи. Предпоставувам дека целта е владата да не може да ги одбие 100.000 граѓани потпишани на една петиција за менување на законот. Кај го спомнав Тито Петковски? Тито Петковски шамар ви удри вас со 220.000 потписи за референдум, ако не се лажам, кој беше председател на собрание. Кога му стигна, тоа е во 90-тите години. А во 90-тите. Да, добро. Не, да не те носам. Дите сум бил тогаш, ептен. Да не те носам у историја. Значи, ако веќе не сака Социјалдемократскиот сојуз да седне на маса, тогаш ВМРО ДПМН треба да ги искористи сите законски средства кои ги има, да изврши притисок за да се изменат правилата на попишување. Што по тебе треба да се направи? Па не знам, еве сега се обидува да 100.000 потписи да собере. Го слушав председателот Пендаровски како вели дека па не би било страшно да се одложи пописот за месец или два. Денеска тоа го каже премиерот Заев. Да, не е страшно да се одложи за месец или два, но доколку во тој временски период седнат заедно на маса ВМРО, ДПМН и СДСМ и сите други партии договорат фер попис. Бидејќи знаете како може да се случи контраефект, може македонците да земат да ги попишуваат своите иселени што се надвор од државата. Ама зошто да не ги попишуваат? Па албанците тоа го параат и ќе го добијат. Зошто да не го добијат македонците? Добро де, ќе го правиме и тоа, така. Добро. Ќе имаме трка кој повеќе ќе пријави. И на крајот пак нема да имаме бројка колку имаме во државата. Тоа што е поентата на пописот. Фала ти многу. Значи, за да имаме доверба сите, додека си ги мериме чифе поголем, извинете заради вулгарноста, така е. Ама вулгарна е политиката. Ама така е. Ние ќе немаме реално. Ќе немаме реално, нема да знаеме колку сме у државава. Значи, Зашто само ние ако за тоа дијаспора имаме огромна. Заев е во право. За да ти дојде тебе инвеститор и да отвори фабрика, он треба да знае и од пописот ќе ги види колку има машко, колку женско, колку средно образовани, колку високо образовани. Така и тоа е. секој инвеститор го бара колку толку да има некоја представа кога ќе инвестира што, каде Во и како. секоја и нормална така држава пописот служи за тоа. Но ако ти му речеш, како не, па имаме 5 милиона ние овдека дојди у Источна Македонија, има па имаме 20. 10 милиона ти дојди и ти доаѓаш и вика дечки, фала, отидов ја у Бугарија. Како и што одат. Како и што одат. Како и што одат Бугарија и Или Србија. како што и онака ги откачуваме како Да. Значи, ако влеземе во таква трка, Ауди, БМВ, Ау. ако влеземе во таква трка да се Пошто јаке сме, што ќе ни Да. такви. Ајде да беше Rolls Royce, па да ги примеме. Вака, никои немци тога ќе ни прават коли. ќе ни прават нешто таму ауто. Ајде, на што личи тоа? Значи, пописот имено постои нели секаде во нормалниот свет за таква работа, но ако влеземе во трка да што викаш да мериме кој поише има поише ќе И на изнесе крај од ќе својата, немаме реално. на крај нема да имаме реална бројка. Единствен спас за ова е да ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз седнат на маса и ги договорат тие контролни механизми при правење на пописот. Стравот е И да бидат не- повикани повикани сите граѓани да се попишуваат. Зошто ако кокетирате со бојкот, а не го користите како алатка во која ви ја кажувам за да седне СДСМ на маса, тогаш можете да предизвикате до одреден дел од населението на вистина по овие разногласија на Facebook што се јавуваат, на вистина да бојкотира. И Ќе така направам ја една анкета, баш да видам мојава публика колку што имам некои си десетина илјади следбеници. тоа би било добро.
Значи да видите како чисто како размислува Дали народот. ќе се попишете, да или не. Особено беше доста интересно изјавата на председателот на комисијата кој рече на Заводот за статистика кој рече дека оној што ќе одбие да се попише ќе биде казнет со затвор. Ама тоа е многу ниско. Тоа е многу ниско, ме разбирате. Ако одбиеш, ќе затвор, не знам, па 200 евра, 300 евра казна. Тоа се глупости. Ние тука зборуваме за доверба на граѓаните во институциите, а не дали ќе биде некој казна 200 или 300 евра. А што ако бойкотираат 100.000 фамилии, ќе ги казни сите, затвор ќе ги стави. Значи тоа се безврска муабети. Главната поента ми е дека мора да седнат политичките партии да договорат, мора Социјалдемократскиот сојуз, они се власт. Они мора да ја потегнат иницијативата. Да седнат да видат што бара најголемата политичка партија во Македонија. И зошто има сомнеш во целава работа. Ако тоа не успее да се направи сега, не е ништо страшно во пролет другата година да се одржи пописот. Не знам што е тука нешто Што гори после што 5 гори кога гледаш ти дека цела Европа ги откажува пописите. Што ако ние го откажеме за другата година на пролет? Мене навистина не е јасно зошто мора во овој временски период со толкова недоверба од страна на граѓаните, со толку лоши правила во попишувањето без контролни, значи јас како што таму разбрав од луѓе што го разбираат тоа, нема доволно контролни механизми на попишувањето. Значи нема оние врзани потписи на терен кога одат. Нели? Идат да речеме на пример во албанска средина еден македонец е еден албанец, у македонска средина да речеме сега карикирам еден македонец е еден албанец, па они заедно попишуваат, па после тоа заедно ги потпишуваат тие листинзи. Значи мора да има баш кај пописната комисија била укината, пописната комисија служела токму за тоа да некаде ако постои сомнеш дека била направена грешка во некое село, град, улица, место, било каде, она да може да прати нова екипа да може повторно да ги ревидира тие бројки на попишаните. Че сето тоа е сега од овој закон трнато. Тоа ми го кажуваат луѓе кои се разбираат. Ја не сум статистичар, не го разбирам, но тоа го кажуваат луѓето што се разбираат. Мора сите тие работи да се вметнат во законот. Опозицијата ги бара тие контролни механизми и така сите кога ќе имаат доверба во тој попис да се оди на попис. Без тоа само ќе се оди во поголемо поделба на општеството. Сега сме поделени, тоа уште поподелени ќе бидеме. Едни ќе го признаваат, други нема да го признаваат пописот и едноставно не знам, во државава ќе не можеме ни еден попис да направиме да биде успешен. Една обична статистичка операција. Но интересно е што за разлика од сите, американската амбасадорка веднаш излезе со поздравување на законот и на одлуката за попис. Иако е јасно дека во Европа во оваа пандемија и е ризично, и е проблематично, и не се решени сите прашања, на некој начин им дава во грб, ветер во грб токму на овие на власта и на ДУИ и на СДСМ, а напротив контра ВМРО, пак они сега кои го користат како флоскула дека вие сте против сите прогресивни и добронамерни работи, кои еве и американската амбасадорка ги поздравува. Интересно е што за цево ова, моја шпекулација е стравот или реалната состојба дека реалниот процент кај албанците е помал заради иселувањето. Да. Сега, дека тоа може да предизвика оваа ваква поделба на власт каква што е и која гарантира некоја стабилност на државата, дека во тој случај би била изреметена процент на јавна администрација, поделба на парите и слично во државата. И мислам дека оваа статистичка операција во суштина се сведува на потврдување на позицијата на албанскиот блок во владењето во Македонија. Ако тоа се изремети и поремети, бидејќи изјавите не се џабе туку така дадени, ние нема да бидеме под 25%. Иако они реално држат 50% од парите, али 25% го дава. Околу политиката и околу парите, околу финансиите, да може да има пореметување во тој дел,
но во однос на правата кои ги имаат албанците, Нема да има. не може да се повлекуваат. Значи, Веќе дадени права, албанецот треба да му е јасно. Мора да му е И да е јасно. 18% и 15%, овие права што ги стекнал му веќе остануваат. дадени права му остануваат. Не се повлекуваат дадени значи, права. нема, стекнато право нема више повлекување. Треба да има големи превртувања во општеството, големи, не знам, настани за такви права ти да некого да му ги искратиш. Оние патриотски пришипљенковци кои буцкаат народ националистички на Фејсбук, во суштина лажат. Тоа се тие екстреми Јанко кои користат таква Заради реторика личната за да подпалуваат народ. Дали тоа го прават по сопствено убедување, дали имаат сопствен личен интерес или тоа го прават по нечи налог, ја не знам. Ама тие такви екстреми во општеството прават страшен проблем. И со пандемијава за ковид тие такви екстремни ликови прават страшен проблем. Сега ќе избегам малку од темава. Последниот период се посветив малце на YouTube, гледам некои канали што прават тамо во Србија, во регионов, као подкасти. Тоа тамо, Јанко, ти да го гледаш, мислам, ќе се осетиш така незгодно друго слушаш. Со такви теории на заговор се зборуваат. Вака, сега Мислам, ќе ти ти кажам, мој колега, Ќе ти се преврти светот кога ќе го чуеш тоа значи, тамо. мој колега, со кого разговарав лично, реномиран, Добро? голем новинар македонски, за кого гарантирам дека навистина е многу рационален човек и добро информиран, вели дека во времево на пандемијата на Балканот, значи Македонија, Србија, Босна, па и Албанија, беа генератори на толку лажни вести, Да. какви што И само теории на во овој- заговор. И теории на заговор какви што на целава планета немаше. Лага со лага, слој вистина, Да. па 3 слоја И лага. случувањето во Слој Америка вистина. со Трамп, паѓањето, Све, тоа го зачини. Сите и све промашија сите нивни предвидувања, Апсолутно. чипирања, елиени, рамни земји, све Прскања, истата. 5G, ова, она. Па го заборавија Харпот, кај име Харпот, бе? Харпот го Значи, заборавија, Харпот ала, работи. Не, сакам да ти кажам, ова постави прашање. Кој на Балканите финансира? Пази, ти гледаш подкастови. Не е тоа само стаи камера. Ти треба некој време да го измонтира, да Не го знам стави. кому му оди тоа во прилог. Значи, треба некој да го плати тоа. Кој Да, го плаќа таква тоа? пропаганда треба некој да има интерес. Не знам кој би имал интерес од таква Ај пропаганда, сега искрено. гледа у очи 3 секунди и ќе ти текне. Па не смееме да го изговориме, затоа што политички некоректно од каде потекнува и ќе го оставиме како 3 точки кои ги прави најголемите историски, еве ти ќе си се сетиш, историски најголемите проблеми на Балканот на ова закрвовување. Нели викаат Така е. македонските, балканските народи закрвени меѓу себе ово она. Не, точно се знае кој овде роварел. Преку кои линии, со кои цели. А вие историчарите многу добро тоа го знаете. Сега, ја можам да те повикам повторно на историјата, ама ќе биде очигледно, а нека се сетат. Мислам дека очигледно кој најмногу делува во историјата на Балканов. Тој што некој мислел тоа што не имал допирни точки еден друг. Или војна или мир. Или војна или мир. Токму така. И да се само Да се вратиме со пописов, така. Па пописот го фативме, Добро. значи почнав Значи, ова за подсета. околу тие, значи ние се смееме со тие екстреми што ги гледаме, Да. но тие доведуваат до многу голем проблем во општеството. Вие денеска обичен човек, значи разумен човек да го прашате дали утре ќе се вакцинира, он се мисли. Вика, па вака, така, па да Параноја. не има нешто. Параноја. Тебе веќе таа параноја, тој страв ти е веќе фрлен во општеството страна на тие такви Не екстремни. верува на лекар, но екстремни верува на ликови. YouTube. Да, не верува на науката, ама верува на YouTube. На YouTube му верува. Нема проблем. Кој ќе те пукне инфаркт, И сега што нема Пиши, вакцини, и сега што нема имам инфаркт, како да се Да, лечам? како да се лечим. И сега што нема вакцини, као да им одговара на некои тие луѓе. Тоа е страшно. Тоа не да е страшно. Премиерот се јавувал у Вашингтон и у НАТО да праша дали може да донесе вакцини од Кина. Ова е- Овие му кажале човек, тоа е прашање за здравје, нема тука геостратегија. За да си го вакцинираш својот народ, за здравјето на својот народ, да бараш дозвола од некоја држава или организација дали си смел да увезеш Мислам вакцини. дека тоа никој никаде никогаш не го Никогаш прашал. се нема случајно, мислам дека до сега во историјата и уште излегува на Зошто мислите дека телевизија. го направил тоа? Не знам, барем да го преќутеше. Излегува на телевизија и уште као пофало го кажува, јас се јави во Вашингтон, во НАТО, да ги известам дека ќе нарачаме кинески вакцини, дали е тоа проблем?
Човек не е проблем, здравје станува збор. Тоа знаеш како е? Кој имаш некој близок во фамилија или некој пријател болен и се имаш 5 доктори, 4 оперираат во сала, еден имаш за операција што може само да го превземе и ти да го прашуваш, ама чекај ти шо национално си, ама шо идеологија си, каква идеологија си. Не прашуваш, одиш оперираш. За здравје станува збор. ВМРО ДПМН беше на добар пат минатата година да победи на изборите. Мислам дека короната и мала добра нивна манипулација и добар пиар на власта успеа да ја намали излезеноста на изборите и ВМРО ДПМН иако доста блиску не успеа да победи на изборите. Сега имаме локални избори. Некои овдека ваши колеги од партијата велеа дека ова е година кога не само што имаме локални избори, ова е година кога веќе таа коалиција прилично се клати и дека многу е реално дека до есен ние ќе имаме и воредни парламентарни избори. Како е вашето мислење? Каква е сега позицијата на ВМРО ДПМН и по прашањето за локалните избори, за предвремени парламентарни избори? Се клати ли власта? Дали е доволно силно ВМРО ДПМН? Што по вас треба да се направи и така? За ставовите на ВМРО ДПМН не можам да зборам, бидејќи моментално не сум во телата на партијата, можам моите лични ставови да ги кажам. Точно е дека коалицијата е слаба бидејќи има многу тесно мнозинство. Значи едва склопуваат мнозинство, значи не функционална, практична не е коалицијава. Поделбата во општеството и неизлезеноста на граѓаните на претходните парламентарни избори е знак за сите политички партии дека нешто мора да променат. За да ги натерат гласачите да излезат на гласање да дадат довербата на одредена политичка партија. И мислам дека, како што кажавте, дека созреано ќе биде времето со локалните избори да има предвремени парламентарни избори. Ја мислам дека наеднаш двете би биле идеална опција за сите политички партии, за целото општество, уште еднаш да се оди, да нема дополнителни трошоци, нели? Кога веќе имаме локални избори, да има и предвремени парламентарни избори. Коалициите околу локалните избори, тоа мислам дека не го спомнавте, но не играат некоја голема улога. Се зависи од тоа ВМРО ДПМН какви кандидати ќе извади за градоначалници, какви кандидати ќе извади за советници во општинските совети и секако кампањата, каква кампања ќе води на терен. Значи проекти, позитивна кампања, тоа е она што народот очекува да го види. Значи не секогаш знаете, народот сака да чуе... СДСМ удираше. Ако гласате за опозиција, ќе ви се врати Груевски со плакати од да, Груевски. Да, ама знаете како? Сега ќе ви кажам една интересна работа интересна работа. Воочлива работа. СДСМ, кога ги пукаше оние бомбите, ви текнува. Она пукаше бомби цела година пред изборите. 2 месеца пред изборите више беа заборавени, да кажам така, бомбите. Они одеа на позитивна кампања. Бидејќи народот сака да гласа. Знаете, вие му кажувате на овој дека не чини. Народот знае дека не чини. Вие треба да му кажете зошто да гласа за вас. Не е само да викаме овој не чини, видео каков е, да се спротивставуваш ти на све. Океј, тој не чини, го имаме констатирано. Сега треба да му кажеме на народот зошто ние чиниме и зошто треба да гласате за нас. Затоа треба значи мислам дека владава више толку расформирана во очите на граѓаните, веќе никој не верува дека е воопшто способна да направи нешто. Сега ВМРО ДПМН треба да направи перфектно добра програма, перфектно добра кампања и начин како тоа да го пласира до гласачите и ќе има огромен успех на локалните избори доколку успее тоа да го направи. Може ли да игра на картата на незадоволството од власта? Или народот е премногу веќе уплашен да реагира против оваа власт? Тој баланс не ми е јасен мене. Подкуп, брутален подкуп од страна на Социјалдемократскиот сојуз не минува дека ќе нема. Ќе има такви Ќе нема или ќе има? Ќе има. Задкулисни тие незаконски дејанија и игри околу гласањето, тоа секако дека ќе има. Но сепак токму за тие што се разочараните, а пате може да се уплашени да искочат да гласаат, треба да бидат охрабрени од страна на ВМРО ДПМН да излезат да гласат, да го дадат својот глас за ВМРО ДПМН.
може да ги охрабрите само со добра програма и добра кампања што ги очекува во иднина. За да искочат да гласат, да имате на сигурност во вас. Да искочам да го дадам твој глас. Ако сум уплашен, ти треба мене да дојдеш и да ме убедиш дека не треба да бидам уплашен, дека треба да гласам за тебе, дека со тебе имам светла иднина. Така? Иначе на кој друг начин тие што се уплашени, ти ги убедите вие да гласаат. Освен еден храбар човек да дојде мене да ме убеди дека не треба да се плашам. Добро, господин Србов. Тоа беше барем оне прашањата кои ги имав до вас. Ја ви благодарам на исцрпната анализа. Неколку работи навистина од првиот дел од разговорот ке ми дзунат, доста интересно. И се надам дека ова ќе во право сте. Не може и за историја и за политика еден човек да објасни се и потребен е цел еден серијал од луѓе кои ја ќе се обидам со еден заеднички именител да ги терам за да добиеме малце појасна слика, да се охрабриме или да се оплашиме. Сега за сега вие и сите други даваат добра надеж дека ќе не биде, за разлика од оние дефетистички пристап кои години ве го слушаме, тоа е нас не бива, нас нема да не биде. Тоа е многу присутно за жал во македонското општество, тој дефетизам. Сметаш ли дека држи вода тој? Тој е погубен. Значи секој народ мора да го биде, ако сака да обстане, да биде мислам народ, ако не да земе, кога викаш нема да не биде, тоа кажи што ќе биде со нас. Ако нема да не биде, кажи што ќе биде со нас тогаш, нели? Значи тој дефетизам мора да се искорени и мора да се продолжи напред да се гази како народ и како држава. Нема друго да ако се откажеш, знаете, лузерите се откажуваат од борбата. Па претпоставам дека ние не сме и знам дека не сме лузерски народ. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.